Здраво, близнаци! Добре дојдовте овде каде ќе ги толкуваме љубовните пораки кои се за вас и периодот кој следи. Значи, се што ќе биде кажано овде, ќе се однесува само на полето на љубовта и ништо друго. И сега ќе пробаме да ги опфатиме сите категории, и тие што сте сингл, и тие што сте во врска, и тие што сте во брак, па и тие каде е комплицирано периодов. И се надевам дека за сите ќе има некаква порака, ќе пронајдете нешто, тоа што е за вас ќе го почувствувате, тоа што не обрнувајте внимание. И пред да започнеме, да ве потсетам, претплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, секогаш кога имате нешто да кажете, нешто ве допрело, нешто, имате некакво прашање, слободно коментирајте. Јас ќе се обидам да возвратам на се и со тоа едноставно ќе станеме, ќе бидеме заедно во сето ова и вие ќе ми дадете потврда дека се што правам некому нешто значи. Ајде сега да преминеме на пораките. Што близнаците треба да очекуваат во љубовта период? Сега, јас постојано овде гледам, додека ги сместувам картите овде во својата позиција каде треба да бидат, јас гледам нешто, цело време нешто ново, нешто доаѓа, нешто ново, нешто доаѓа во вид на подарок и се прашувам што ли е и се сетив дека ова е ваш период, ова е период на близнаците, вие многу од вас ќе славите роден ден периодов, ќе прославувате и токму тоа е тоа што доаѓа, а тоа се многу убави моменти на прослава и многу подароци. Јас гледам дека дел од вас ќе добијат многу вредни подароци. Еве ако може да видите, се надевам убаво се гледа, доаѓа некој со торби полни скапоценности, пари, злато, се има овде. Значи, ова се подароци. Некој доаѓа кон вас. Значи, овој роден ден, јас имам чувство дека дел од вас овој роден ден ќе биде еден од најубавите родендени што досега во животот сте ги имали. Вие во овој роден ден ќе добиете нешто многу, многу вредно, многу големо, многу значајно. Ако не е вредно во пари, тогаш има некоја друга за вас голема вредност. Значи, нешто многу, многу големо. За некого е пак внимание, ако не е подарок, е некаква постапка, да, за некој од вас ќе биде едно изненадување, можеби некој ви подготвува изненадување за роден ден. Сето тоа ќе го видите вие во месецов, периодов, ќе го искусите и многу, многу ќе уживате. Значи, ви кажав, ова ќе биде еден од најубавите родендени досега што ви се случиле во вашиот живот. Некој премногу се труди како да го разубави денот. И сега, дел од вас овде, морам да кажам дека пораката за некој од вас што слушате е, ова е период каде вие треба да ја обновите вербата. Некако вие вербата сте ја изгубиле. Нешто се случило. Дали некое неверство? Јас само да ве потсетам, ова што го зборувам сега се случило. Значи, ова е дел од минатото, ова во никој случај нема да се вознемирите дека ќе се случи. Ако не се случило, нема ни да се случи за тие кај кого се случило. Значи, се случило некакво неверство, некаква работа се случила која вас ме направила да изгубите вербата, дали во љубовта, дали во партнерот, дали во нешто вие сте изгубиле во сето тоа. И не мора да значи дека е неверство, може би само обична работа е направил партнерот, која вас ве навела да мислите дека
која вас ве навела да ја изгубите вербата и сега си викате, сега се прашувате како понатаму. Како понатаму тоа вас многу ви значеше и сега веќе вас некој, може некој си го прекршил ветувањето некогаш што ви го дал. Нешто вас многу значајно прекршил некој нешто во врска со тоа и вие сте изгубиле вербата. Сега овој период на како вие да обновите вербата, како да си ја вратите, затоа што гледам дека сте одлучиле да бидете заедно, гледам дека сте одлучиле, ако не сте одлучиле, ќе одлучите да заеднички ова да го решите. И не велам дека ќе биде лесно, ќе биде можеби тешко, затоа што постојано вас ве мачи сега тоа чувство, како понатаму кога секогаш некаде во вас ќе постои таа мисла дека некој од вас вија скршил вербат. Секогаш ќе постои. Мислам така, вие се чувствувате дека тоа ќе постои. Јас ве уверувам дека со тек на време работите, затоа што вие судено е да бидете заедно, значи судено. И ќе најдете начин како да ги исправите овие нешта што сега се случиле. Штом сте одлучиле заедно, тогаш ќе најдете начин да си ја постигнете повторно балансот во животот. И сега некој од вас пак, некој од вас, не само вербата, туку и сигурност. Некој вас направил нешто како вие да се чувствувате дека сега е нарушена стабилноста, сигурноста и балансот. Но тој некој што го направил тоа сега доаѓа со извинување, со подарок, со ветување дека работите ќе се подобрат. Вас гледам дека не ви се допаѓа она што ви го ветува. Овој човек во вашиот живот не ви се допаѓа. Може би очекувате повеќе. И сега, морам да ви кажам, вие имате многу, се ветува овде многу, но вас сепак не ви е доволно. Нешто вас не ви е доволно од овој човек. Како ќе го препознаете, па ќе го препознаете по тоа што може би е од ист знак како вашиот. Може би е вага, може би е водолија. Нешто такво нека ве води. Меѓутоа, пораката што сакам да ви ја кажам е дека сега как и да стоят работите, дадете си простор. И вие што сте одлучиле да останете заедно и да ја градите заедно повторно од темел, повторно да градите нешто, и тие што одлучивте веќе да не се навраќате, не останувате заедно, вие сите од вас треба да си дадете време. Дали себе си, дали на партнерот, дали во заедницата, дадете си време, верувајте, имајте верба дека работите на крајот ќе си го заземат својот тек, правилен тек. Сега да, можеби правците ви се разнишани, сте зазеле различна страна, но оставете да помине овој бран. Ово е само еден бран, малку брз, малку нестабилен, но откако ќе помине, ќе дојде многу убав период. И сега еден друг дел од вас, вие, не друг дел од вас, ова изгледа за сите, вие периодов ќе бидете толку многу привлечни, толку многу, вие просто ќе го воодушевувате спротивниот пол периодов. Најмногу знаете со што? Со тоа како зборувате. Има некаква порака во ова. Вие со тоа како зборувате ќе воодушевите некого, дали група, дали многу, некого вие ќе воодушевите со начин на кој зборувате. Дали има нешто во вашиот тон, дали во вашите зборови, некаква харизма, постои некаква привлечност. Вие премногу ќе бидете привлечни.
Тие што не сакате, не планирате деца, вие треба многу да бидете внимателни, затоа што постојат изгледи да забремените, а вие па што го сакате тоа, работете на случајов затоа што за вас е загарантирано тоа периодов. Мислам, одличен е период за тоа. И сега, постојано во повеќето знаци како го забележувам ова, дека постојано се следите. Може би само тоа е показател на денешниот начин на живот со социјалните мрежи, пак секогаш се јавува ово што следи некој некого, но ги споменувам само оние моменти каде што тоа е многу воочливо, забележително, или сега има моменти вознемирувачко. Кај вас не е вознемирувачко, меѓутоа има некој кој буквално виси на вашиот профил. Овој човек виси, значи ден и ноќ виси на вашиот профил. Мислам дека ќе ви испраќа пораки периодов, многу пораки. И сега јас мислам па дека вие нема да сакате ништо со него, зашто вие се чувствувате многу подобро без таков човек во вашиот. Може би па го знаете кој е, и затоа не сакате ништо. Вие веќе имате пронајдено нешто подобро во вашиот живот, нешто што повеќе ве привлекува, односно насока или човек кон кој ќе се наклоните. Ова нема да ви значи многу, а човекот буквално виси. За друг дел од вас пораката е што сака партнерот да ви каже. Сака да ви каже дека треба да внимавате на постапките, затоа што сето тоа што го правите, го принудувате да го прави тој истото. Не знам што значи ова, за некого очигледно нешто ќе значи, но пораката е внимавајте што правите, затоа што партнерот ќе сака да го прави истото. Едноставно ќе го наведувате да го прави истото. Друга порака за сите вас во делот на љубовта, дозволете да има блискост помеѓу вас, но секогаш дадете се еден на друг простор. Љубовта никогаш не потврдува, не тврди, не завзема. Љубовта секогаш дава и дозволува. И ова е порака за некој. Се надевам ќе ви значи. И трансформација, вашата врска ќе се продлабочи. Љубовта ќе ги надвладе сите работи, ќе ги трансформира. Значи, на некој начин ќе се трансформирате преку љубов. Може би ова е порака за тие што ќе одлучите да ги измазните недоразбирањата, грешките, работите неубави што ви се случиле. Значи, една трансформација ќе настапи. Во секој случај, како и да е, значи период на уживање, и запомнете, еден од најубавите родендени кои досега сте ги имале. Драги мои близнаци, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!